Борбата против коцкање ги обедини тетовци од сите верски и етнички заедници. Преку протест од градскиот плоштад побара од властите поголема контрола при отворањето и работата на кладилниците и казината по пресред на донесувањето на новиот закон за игри на среќа. Првото барање е сите објекти на игри на среќа да се преместува 3 километри надвор од населбите. Второ, од добивка на бизниси и на игри на среќа да се дели 5% и да им се помогне на лицата во реабилитација од коцкање. Трето е развивање на национална стратегија за образование за социјална штета која го предизвикува коцкањето. Во Тетово нема мало каде нема отворено кладилници или казино. Се отвараат и покрај јавни објекти како училишта, цркви и џамии. Од движењето антикоцкање велат дека во Тетово не се почитува и постојниот закон за игри на среќа. Затоа и собствениците на ваквите објекти земаат слободно и работаат нелегално. Моменталната состојба е катастрофа. Над 35 казина и 150 и нешто со овие спортските обложувалници. Пред присутните се обратија представници на двете најголеми верски заедници. Побара и градските, но и централните власти да го спречат, како што рекоа, порокот коцкање кој ја уништува младината. Она што е опасно кај коцката не е само желбата на пари, ами човекот постанува роб, ја доживува страста и постанува роб на таа страст, а потоа не може од неа да се ослободи. Како последица на неа и со неконтролираните и лесно добиени пари на коцка, луѓето прибегнуваа кон наркоманија, кон растурање на семејствата, а младиот човек кон неможност да формира семејство. И некој ги нарекува игри на среќа. Не се тоа игри на среќа. Заради тоа што среќата на човекот е да биде во заедница со Бога. Среќата на човекот е во градењето на вистинските вредности. Среќата на човекот е во семејството. Среќата на човекот е другиот човек да го направи среќен и да ја види насмевката на лицето од другиот човек. А не е среќата во страстите и во коцкањето. Таа лажна среќа потоа носи во нови катастрофи и во нови несреќи. И заради тоа и православната црква во своите канони е ригидна, дека оној што ќе се фати да учествува во игри на среќа, ако е клирик, да биде расчинет, ако е мирјанин, односно верник, да биде одлачен од незината заедница. Според тоа, од секогаш и црквата, и Светото писмо, и преданието била против ова одвратна и гнасна страст со која се нанесуваат тешки последици. Затоа испраќаме порака до законодавниот дом и до властите, она што може да го направат е барем коцкарниците, да ги тргнат од градските средини, каде што многу млади тинеџери слегуваат и млади луѓе и се коцкаат и на таков начин застрануваат од вистинските вредности. Доколку се носи некаков закон кој ќе регулира оваа сфера, да биде закон строг и ригиден, кој нема да дозволи слободно посегнување по коцкарниците. Ви благодарам на вниманието. Подршка на протестот даде и градоначалничката на Тетово Теута Арифи за поголема контрола. Таа побара општините да имаат поголеми овластувања околу работата на објектите каде се приредуваат игри на среќа. Значи, нашата активност ние ја базираме, ја основаме во одлуката на Советот на општина Тетово, кој е единствениот совет на општини кој има одлучено и донесена одлука за дистанцирање и барање за дистанцирање на овие објекти од сите јавни објекти и верски објекти, значи во градот Тетово. Сметам дека апсолутно тој момент е многу важен и ние ќе продолжиме, имајќи го предвид фактот дека ингеренциите на општината тука се комплетно лимитирани. Вие сте свесни за тоа, дека во новите законски решенија апсолутно треба општините да го имаат својот авторитет, имајќи го предвид фактот дека одлуки кои ги засегаат директно граѓаните е важно и гласот на тие граѓани да биде слушнат. Вие воедно сте подпредседателка на ДУИ, нели колку ДУИ е расположена за овој закон, односно да ги прифати барањата заедно? Нормално
политичките партии треба да рефлектираат врз овие прашања. Ние, например, мора да кажам дека унанимно се гласаше одлуката на Општинскиот совет, значи немаше поделба на партии, сите изгласа како еден проблем. Сметам дека апсолутно овие се каузи кои се повеќе ќе дојдат во нашиот живот, сметам после јануари, така да треба политичките партии со голема сериозност да ги третираат. Се работи значи за нашите градови, се работи за нашите деца и се работи за нешто што велам уште еднаш. Заедничкиот настап на две верски заедници е нешто што треба сериозно да се третира. Новиот закон за игри на среќа се очекува да биде донесен наредниот месец. Учениците од основното училиште Илирија во Тетово денес се запознаа со опасностите од користење на пиротехника, односно петарди за време на новогодишните празници. Вработените во Црвениот крст Тетово практично им покажаа како изгледаат здравствените последици од активирање на петарди во затворен или на отворен простор во едној вежби за санирање на повредите. Целта на показната вежба е превентивно да се влијае на учениците да не набавуваат и употребуваат петарди прети за време на престојните празници. Иницијатори и организатори на овој настан се Одсекот за превенција на секторот за внатрешни работи Тетово, Црвениот крст Тетово и Тетовската локална самоуправа. Сме повикани да нешто им одржиме кратко предавање на децата, што е мислим многу корисно, бидејќи они ова го рачунат као баука, а кој што може да се претвори во голема трагедија. Бидејќи секоја петарда може да доведе до до уништување на дел од организам, без око дете да остане, без дел од рака, без прст, со изгоретини. Поради тоа, на некој начин гледавме да им укажеме дека е тоа многу штетно и со тоа да не се занимаваат. Вие сте долги години во Црвен крст. Точно. Имате искуство. Имате ли вака забележено како што кажавте? Имам, точно. Сум видела и у болница сум била, сум ги видела. Страшна работа со изгоретини, затоа тоа што повеќе треба да се искорени. Дури мислим дека полицијата повеќе да ги казнува тие. За сите ученици, па и во образованието е многу важно ова предавање од Министерството за внатрешни работи, подрачна единица во Тетово, кои денеска присуствува со нивната обука, дека како треба да се да не се злоупотребуваат пиротехничките материјали и децата што помалку да ги искористат за време на празничните пред новогодишни празнични расположенија. А потоа ги имаме и од представниците од Црвениот крст кои исто така во неволја кога ќе се повредат децата, како да им се пружи прва помош на тие деца што се повредени. Има многу значење. По ова предавање мислам дека децата ќе работи свеста кај децата и нема да ги употребуваат повеќе во тие среќни празнични денови. Па педагошките мерки се знае за децата кои се укор, па после писмена опомена, усмена опомена, писмена опомена, па и другите педагошки мерки. Но се надевам дека нема да доаѓа до тоа да се употребуваат тие педагошки мерки. На денешниот настан учениците од Тетовското училиште Илирија, освен со последиците од користењето на пиротехнички средства од страна на представниците на Одсекот за превенција при СВР Тетово, беа запознаени и со законските импликации, согласно Законот за прекршоци против јавниот ред и мир. Загрозување со опасно орудие. Вчера пријавил 70-годишник од Тетовското село Селце, кое околу 13 часот се случило на крстосницата на улиците Илинденска и Видоја Смилевски Бато во Тетово. Додека тој со такси возило превезувал патници, патот му го пресекло возило БМВ од кое со пиштол во рака излегол 26-годишник од Тетово и почнал да го навредува и да му се заканува, а се обидел и да го удри по главата. Набрзо потоа, според кажувањето на пријавителот, пријавениот влегол во своето возило и се оддалечил од местото, пошто е повикан во полициската станица Тетово и се работи на целосно расчистување на случајот, информираат од СВР Тетово. 43 годишен албански државјанин пак
вчера пријавил дека на 1 март годинава од нивниот дом се оддалечил неговиот 36 годишен брат. Според пријавителот бил виден во Тетово, а во Република Македонија неверојатно влегол илегално. Распишана е локална потрага и се работи на расчистување на случајот. Заврши реконструкцијата на двете детски градинки Пролет и Цветови во Гостивар и објектите по едномесечна пауза почнаа да ги згрижуваат децата според редовниот распоред. Условите се значително подобрени и ова е првиот поголем зафат во градинките во изминатата деценија. Најголема инвестиција е направена во градинката Пролет, каде се реновирани санитарните јазли, салата и целосно се обновени занималните со поставување на нов под, врати и бојадисување на ѕидовите. Извршена е и санација на водоводната инсталација и на осветлувањето. Се очекува наскоро да бидат поставени нови детски гардероби и табли за цртање. Ние се сконцентриравме во работната единица Пролет. Тука се реновира 5 санитарни јазли кои што се сместени во занималните од дечињата, комплет, значи од цевка до плочка и чешми, потоа се реновираат ѕидовите, се гледуваа комплет во сите занимални, се постави паркет во една просторија, ламинат во 3 простории, линолеум во салата каде што децата јадат, вратите комплет се сменија, значи и во санитарните чворови и во занималните и плочките по се ходниците што се во оваа градинка, а во работната единица Цветови, значи се обнови паркетот во спортската сала каде што ја користат децата, потоа се кречеше комплет целиот објект и дел од фасадата се реконструираше. За реновирање на двете детски градинки во Гостивар биле потрошени околу 2 милиони денари, средства обезбедени од буџетот на установата Детска радост, во чии рамки функционираат градинките. За следната година планирано е обнова на фасадите на објектите, набавка на ново возило, како и отворање на нова градинка во селото Чегране. Од Управата за јавни приходи на Република Македонија ги потсетуваат граѓаните кои досега не ја исполниле својата обврска и не се регистрирале на системот е-персонален данок, чиј краен рок е до 31 декември, дека регионалната дирекција во Тетово работи од 7 часот до 21 часот и 30 минути. Со истото работно време ќе продолжи во наредниот период, освен на 31 декември 2018 година, кога ќе бидат отворени до 16 часот и 30 минути. Од УЈП информираат дека регионалните дирекции ќе бидат отворени за граѓаните во последните 2 саботи од месецот, односно на 22 и на 29 декември, со работно време од 8 до 14 часот. Гостиварецот Виктор Ефремовски, бек на КК Работнички, е избран за најдобар млад играч за 2018 година во Македонија. Кошаркарот со само 19 години имаше многу успешна сезона и ги освои младинската и сениорската титула со Работнички, што е единствен пример во историјата на македонската кошарка. Важи и за еден од најдобрите шутери во државата. За добиеното признание Ефремовски вели дека ова му е прва награда и ја посветува на семејството, тренерот Докузовски и соиграчите. Нивната поддршка, доверба, времето кое го одвоија за мене имаат најголем придонес за овој успех. Наградата е само мотив повеќе за понатаму, вели кошаркарот. Виктор е роден 1998 година во Гостивар, каде и ги прави првите чекори во кошарката. Преку школата на КК Вардар во 2015-та преминува во Работнички. Изборот на најдобрите за годината што изминува е во организација на Македонската кошаркарска федерација. Кошаркарските работници ширум земјава ги дадоа своите предлози за најдобрите во овој спорт. Признанијата свечено ќе им бидат доделени на наградените во понеделник 24 декември.
Полицијата трага по пиштолџијата кој вчера пукаше во економскиот директор на клиниката за гинекологија Валеон Белја кој е ранет во ногата. Според неофицијални информации, причина за инцидентот била расправија меѓу Белја и градоначалникот на Чаир Висер Ганил. Од Ганил за сега нема коментар на овие шпекулации, а не се јавуваше ниту на мобилниот телефон. Белја наводно барал градоначалникот да му бидат исплатени плати од општината, каде работел пред да замени на неговата функција, каде неколку месеци. Ганил очигледно не сакал да се сретне со Белја, па ги испратил ЕХ, ЕА и РН и пиштолџијата кој засега е непознат за јавноста. Белја околу 17 часот и 30 минути дошол на улицата Лазо Трпковски, на паркингот на маркетот Принц каде живеел Ганил. Според изјава на очевидци, на покањето му претходила расправија меѓу Белја и непознато лице. Во еден момент, Белја почнал да му се заканови со висок тон да му се обраќа на непознатиот, пошто овој извадил пиштол и го погодил во ногата. Напаѓачот веднаш избегал, а минувачите го однеле Белја со автомобил во болница. Белја беше член на невладината организација Реалитети, а во 2010 година стана лидер на партијата Албански сојуз. Подоснова партија се спои со ДПА на Мендух Тачи, каде Белја беше подпредседател. Откако се повлече од ДПА, Белја беше претепан во Скопско кондово од група непознати напаѓачи, пошто заврши на ургентниот центар. По преминувањето во ДУИ, Белја, кој беше вработен во општина Чаир, во јуни 2016 година во канцеларијата на началникот Изет Меджити, од истата партија остави куршум завиткана во салфетка. По тој инцидент бил приведен во полиција и пуштен, а тврдел дека некој го мести. МВР му поднела пријава за загрозување на безбедноста, а за тој случај уште нема завршница. Времето денес беше претежно облачно и студено. Утринските температури се движе од -3 до 1, а дневните од 2 до 6 степени. Утре не очекува претежно облачно време со сончеви периоди. Утринската температура ќе се движи од -4 до 3, а дневната од 4 до 8 степени.